Времено вработените во странство во летниот период се враќаат во своите родни краишта. Одморот го поминуваат со семејствата, што представува тоа за економијата во Тетово. Најголем профит имаат угостителските објекти и другите претпријатија кои се занимаваат со организација на свечености, но придобивките се краткотрајни, велат од Агенцијата за поддршка на малите и средни претпријатија ЕСА од Тетово. Ова битно влијае во, да кажеме, фирмите кои се занимаваат со организирање на свечени настани, рестораните, тие што продаваат разни украси за разни свечености, бидејќи самите организации на разните свечености, свадби, веридби или разни други поводи, даваат можност да се потрошат малку повеќе пари, меѓу така поретко граѓаните одлучуваат да потрошат, но во овие моменти, во овие свечености, тоа е моментот кога се трошат и парите. Директно поголема придобивка имаат самите ресторани и хотели кои што имаат поголеми простории, каде што се организираат и свеченостите, и слободно може да се каже дека во овој период тие се и пребукирани. Дури некои попознати ресторани организираат не еден настан, него 2 до 3 настани во текот на самиот ден. Но ова е краткорочно влијание, бидејќи се работи за интензивен период од месец и пол дена. После овој период, кога завршуваат, да кажеме, одморите на нашите сограѓани и тие се враќаат во нивните, да кажеме, држави кај што работат привремено, се враќаме на стандардната ситуација. Влијанието на ова група на граѓани што се враќаат овде е и така покажуваат и анализите кои се направени за ова група на граѓани, се намалува, значи сега е според анализите третата или четвртата генерација што е тамо престојуваат и полека помладите граѓани на нашите, да кажеме, сограѓани, тамо и се школуваат, се вработуваат и поретко или помалку одлучуваат да се враќаат и да го посетат своето место на нивните татковци. На прашањето како се живее во Тетово во овој период, тетовци со поделени мислења. Катастрофа. Зошто? Они имаат, ние немам. Ние имамо добивка од странци веќе доаѓаат овде, затоа што трошив пари овде оставljав и затоа добре е. Добре, супер е, не е лошо. Како за вас странците е животот во Тетово? Па не е лошо, добро се живи на Балканот, а иначе таму нормално се работи. Дојдемо овде само због што е место раѓено овде, иначе за друго ништо. Живеењето во Тетово во овој период покрај придобивките во стопанството со себе влече и застој низ централните сообраќајници. Тетово поминува низ третата и четврта генерација на иселеници, помлади лица кои се поретко се враќаат во родните краишта.